Ќе разговараме за зона која што е актуелно, ќе разговараме за тоа што е направено изминативе 3 години од страна на ова раководство на СДСМ, предводено од Зоран Заев, тоест да бидам попрецизен тоа што не е направено. Ќе се обидеме да презентираме дел од проектите кои што планираме во периодот кој што следи да ги реализираме, да ја представиме практично обновата која што доаѓа, да ја пренесеме онаа енергија која што се чувствува секаде низ Македонија и овде во Струница. Морам да кажам дека на прва впечатокот е одличен. Јас сум оптимиста за една голема победа која што ќе се случи на 15 јули. Народот заедно со коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе ги испрати во историјата овие неуспешни политичари кои што 3 години ја држат во заложништво Македонија. Така што, еве, да не должам да сумирам, им посакувам многу среќа и здравје пред се на струмичани, да се чуваат, бидејќи ова се предизвикувачки времења, а ние сме тие кои што колку може ќе внимаваме во овој предизборен период, но ВМРО ДПМН е партија од народот и никако не може да води кампања позади сметачките машини, позади екраните, туку ВМРО ДПМН ќе биде заедно со народот и во следниве 25 дена и во ние 20 дена кои што ќе бидат дел од кампањата. Така што очекувајте не, тука сме со народот, колку може ќе бидеме заштитени, ќе ги почитуваме оние протоколи за заштита на здравјето на граѓаните. Така што еве, тоа е тоа, ако имате прашања, повелете, стојам на располагање. Дали може ваш коментар за објавените снимки на кои наводно се слуша адвокатот, гласот на адвокатот Васко Димишков, како бара 6 милиони евра за да биде пуштен на слобода бизнесмен? Па кратко ќе кажам, тоа го потврди вчера и обвинителката Вилма Русковска. Изминативе 3 години изгледа професија во нашата држава, во Македонија, било рекетот. Гледаме дека сега и адвокати кои што знаете дека се силно инфилтрирани во македонското судство, семејно практично имаат пуштено корени таму, се занимавале со рекетирање на луѓе, изнуди, посредништво. Се чудам денеска кој е тој кој што во Македонија има 6 милиони евра во кеш, што ви рекол еден друг политичар. Но ете, очигледно дека лицето кој што се слуша на таа снимка може да даде одговор кој е тој кој што денеска поседува таква сума, кога би рекол огромно мнозинство на граѓаните едва крај со крај врзуваат. Така што рекетот изминативе 3 години било професија и практично земало епидемиолошки размери низ целата држава. Така што, еве, 15 јули уште една можност на граѓаните да ги поразат сите овие погрешни политики. Може уште едно прашање, излезе информација дека вашата мајка е позитивна на коронавирус. Прво, дали е точна таа информација и доколку е точна, дали правите проверки, односно дали правевте тестови и кога последен пат вие контактиравте? Излезе таква информација. Да, точна е таа информација, мајка ми е позитивна, точно дека неколку дена. Ние се немаме видено, направен е тој епидемиолошко интервју со незе, луѓето кои што биле во незина близина се разбира ќе бидат и се веќе во самоизолација. Јас подолг период се немам видено, имајќи предвид ризикот на кој што сум секојдневно изложен, бидејќи секојдневно се среќавам со луѓе, разговарам. Така што да, за жал точно, не веќе прилика неколку дена, би рекол 5-6 дена е во домашни услови. И посакувам, еве, добро здравје, ете и кај нас во семејството, за жал ја почувствувавме директно оваа пандемија и се надевам дека побрзо ќе помине. Ние сме тука да ги го лесниме деновите кои што идат во борбата против овој вирус. Истовремено, еве, да им посакам на сите граѓани многу здравје и да се чуваат, бидејќи јас, за разлика од определени други политичари, нема така едноставно да ја релативизирам таа работа. Многу сериозен е овој вирус и луѓето кои што го преживуваат сериозно го преживуваат тој вирус. Имајќи ја предвид неспособноста на владата, имајќи ја предвид неспособноста на ресорниот министер да се справи со оваа пандемија, еве таа за жал на дневна основа е се повеќе присутна помеѓу нас. Но и тоа е уште еден мотив повеќе за мене за да излезам до 15 јули и да разговарам што е можно повеќе со граѓани, да ги убедам да на 15 јули ја поразат оваа неспособна власт предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев.